Медицинска помош екипирана за време на празниците, колку и какви повици добија изминативе денови, колку тимови се на располагање за потребите на граѓаните. Одговори бараме од доктор Анита Димовска, раководител на итната медицинска помош. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Ајде да започнеме со бројките, доктор Анита. Колку повици добивте за новогодишната ноќ во текот на вчерашниот ден? Во текот на новогодишната ноќ нашата служба интервенираше на 38 места, односно имавме многу повеќе повици, меѓутоа 38 беа, да речеме, оправдани каде што се отиде на лице место да се интервенира. Тоа е една бројка која што ни кажува на една секојдневна ноќ во однос на тоа што беше новогодишна ноќ и може да се пофалиме дека оваа година имавме релативно мирна новогодишна ноќ, односно едно мирно дежурство, како што доликува. На што најмногу, односно за што најмногу вртеа граѓаните на 194? Првично морам да се заблагодарам и на граѓаните, што од страна на докторите кои што беа на телефонските линии, добив известување дека многу граѓани првенствено се јавија да ни ја честитаат новата година како еден знак на благодарност за нашата лојалност према нив, што навистина ми е мило за сето тоа. Голем дел од граѓаните се јавува за, морам да речам, за присуство на алкохол, односно за консумација на алкохол, првично за совети како да постапат кај алкохолизирано лице, а во одреден дел на ситуации, односно во 7 до 8 случаи се интервенираше и на лице место. Имавме еден случај каде што имавме алкохолизирано лице и со повреда на глава, која што се однесе до соодветната установа. Меѓутоа, пак ќе речам, за една таква новогодишна ноќ, за една толкава метропола, сепак можеме да бидеме задоволни од нашата работа. Постојано во овој период од годината актуелни се кампањите за разумна употреба на алкохол, на храна, за некористење на пиротехнички средства, да не седнуваат да возат доколку консумираат алкохол, и сега кажавте во однос на повиците. Дали тоа значи дека овие кампањи даваат ефект? Секако дека даваат ефект. Во однос на другите години кога сме имале и многу повеќе и повици на телефонските линии и бројка на која што сме реагирале на лице место, оваа година мислам дека сепак кампањите го дадоа својот ефект и мислам дека тие кампањи треба да продолжат континуирано, не само пред вакви празнични денови, туку континуирано во текот на целата година. Исто така што може да се забележи во овие 2 дена, значи е тоа што немаме сообраќајни незгоди како интервенции, значи воопшто и во тек на новогодишната ноќ и наредниот ден, во тек на вчерашниот ден, се до раните утрински часови, кога имавме една потешка сообраќајна незгода со 2 повредени млади лица кои што се однесени до соодветните ургентни установи. Значи, освен таа сообраќајна незгода, немавме никакви повици за нешто посериозно во тој контекст. Колку тимови се на располагање на граѓаните? Во тек на новогодишната ноќ беа на располагање 10 тима. Службата располага со многу помалце во смена, меѓутоа се потрудивме, не знаејќи како ќе ја поминеме ноќта и секогаш мора да сме спремни за вакви ситуации. Се потрудивме да направиме 10 тима. Наредните денови сме по 6-7 тима, меѓутоа мислам дека ќе успееме како и досега со мислам дека со заложување и на нашите тимови, на нашите вработени да постигнеме каде што треба. И тука не завршува се, бидејќи ни следуваат и божикните празници. Често знаете да апелирате и до граѓаните да проценат дали навистина е неопходно да се повика 194 за да не му се земе местото на кој што навистина му е потребна помош, да, има. Да, и тоа е едно од горливите прашања кои што секогаш сме на тенка жица, да речам, со нашите корисници. Значи, секогаш треба да се разграничи она што е ургентно, она кое што зависи животот на човекот, значи да не бидеме себични и да го гледаме само своето здравје кое што може да помене и со консултација и со матичен лекар и со консултација и со нашите доктори и онаму каде што можат и сами да отидат во болничките установи. Барам на едно навистина големо разбирање од нашите корисници. Инаку, во тек на вчерашниот ден, симптоматично е тоа што многу граѓани се јавуваа за покачен или снижен крвен притисок. Значи, тоа се зависи од и на стомачните теgoби. Пак ќе речам тука и присуството на пообилна храна, консумацијата,
па и алкохолот си го прави своето, зависно што е консумирано. Дел од граѓаните бараа совет за тоа не успеале во тек на новогодишната ноќ да се напијат од редовна терапија, па утре дента имаа некакви проблеми со крвен притисок. Значи сето тоа се сведе на ниво на совети од нашите доктори и повратно потоа имаше позитивен одговор дека е средена состојбата. Почнуваме нова година со нови предизвици, со какви предизвици итната медицинска помош влегува во 2025-та, која е лично вашата желба за Моја огромна желба и желба на сите вработени е првенствено да се зајакнеме кадровски. Значи, основата на секој наш добар одговор и брз одговор е бројноста на екипите. Се надевам, секако тоа повлекува и набавување на нови санитетски возила, на опрема и така натаму. Значи, и ние ќе немаме никаков проблем кога ќе имаме доволен број на медицински тимови, на доктори и медицински сестри. Во најава е објава на конкурси за вработување од страна на Министерството за здравство и на владата и се надеваме дека и тој проблем ќе се надмине и е решлив. Друга желба што ние да имаме се повеќе здраво население на кое што нема да му треба наша медицинска помош. Јас искрено се надевам дека секоја од овие желби кои што ги споменавте ќе се исполни, ќе говориме за нив и во годината која што престои. Во меѓувреме добро е да потсетиме уште еднаш дека ве има во доволен број за потребите на граѓаните, но да проценат дали навистина има потреба да зазванат на 194. Така, и нас ни е полесно кога имаме и разбирање и соработка со самите корисници. Благодарам за гостувањето во утринската програма. Ви благодарам и ви посакувам успешна година.